Ставам дека истијата цел да се скрати вистината лежи во мотивите на ВМРО ДПМН да пушта спотчиња од 2 збора во кои нема баш да се знае што станува збор. Ве повикувам, колеги пратеници, убедете го раководството на ВМРО ДПМН нека пушти поише, ако не се плашат. Ама ако пушти повеќе од тоа што милиони више ги потроши по медиумите, ќе се види кај е бомбона бизнисот. Например, ќе се види дека бомбона бизнисот е договорот на ОКТА. Ќе се види дека бомбона бизнисот беа сите анекси кои денеска ни ги цитираше и председателот на регулаторната комисија. Ќе се види дека бомбона бизнисот е бизнисот вреден 1 милиарда долари кои завршуваат во приватни, фамилиарни джебови. Ќе се види дека бомбона бизнисот е договор од 55 милиони евра, склучен во 4 очи од страна на Елем. Ќе се види дека бомбона бизнисот се 197 договори во 4 очи за нецели 4 години. Ако е од бизнисмените од ВМРО ДПМН, многу е. Благодарам, председател. Ќе ви оставиме. Ве молам, земете си ги, ваши се бомбоните, Не се секирајте, ве молам. председателя, ќе ве почестам и вас. Не, ваши се бомбоните, вие сте бомбонјери, ве молам. Познати сте за бомбонјери, земете си ги, ве молам. Повелете, председателя. Јас ќе го земам ова секако, вие земавте друго бомбонче. Друго бомбонче, мислам, имате земено, затоа го кажувате. Тоа бомбонче не се состои во ова. Затоа толку се напрегате, не молам. Благодарам на бомбоната, благодарам. Да продолжиме и да видиме сериозни, сепак е сериозна темата. Гледам пријавени, ве молам да се сослушам. Господин Игор Ивановски, ве молам да се сослушам. Внимав цело време, никој да не омета господја Радмила Шекерински, ве молам вие. Да продолжиме оно како што почнаме. Ако ви паднал шекерот, еве бомбонце ќе ви дае господја Шекеринска, Радмила, ќе добиете. Таа е за бомбоните, ве молам. Благодарам. Добро, да продолжиме, да идеме сериозно.